кога му се предавате на Господ Исус Христос, кога се одрекувате од себе си и кога се што имате го ставате под Негова власт, тој да ве води, тој да ви покажува, тој да ве штити, секогаш силата Исусова и раката Исусова и зеницата на Неговото око е врз нас. Ова е едно сведоштво на кое се подсетив деновиве и сакам да го споделам, со што ќе посведочам дека од кога моето срце клекна и поверува дека имам жив Бог за кој не знаев, не го познавав, дека имам жив Спасител кој што беше распнат на крстот и ја пролеа својата крв и за мене и заради моите прегрешенија, за јас да бидам жива и да се спасам. Кога таа вистина почна да расте во моето срце, се смени. Сведочам дека секогаш и секаде силата Исусова се пројавува и се манифестира, заштитувајќи не од злото кое што демне, зашто, како што е пишано во Словото, лавот што рика се обидува да проголта некого и дека тој доаѓа, гнасниот пустошник, доаѓа да заколи, да украде и да погуби. Така беше и со нас пред не знам колку време помина, може би неколку години, 2-3 години наназад, не се сеќавам точно на времето. Се случува една вечер, јас во кујната спремав нешто, подготвував вечер, благо, бидејќи следниот ден ни беа најавени гости. Завршив некаде вечерта околу 23 часот, врвеше веќе 11 часот по полнок. Памтам дека бев преокупирана со некоја торта. Завршив, имаше многу садови за миење, ги ставив во садоперот, ја пуштив машината да ги мие тајнирите и отидов да легнам. Тихо веќе беше заспан. Само што се помолив, легнав и размислував дали да гледам телевизија, да се успијам, или па може би било подобро да го исклучам телевизорот и да заспијам, бидејќи навистина бев уморна. Ви ги кажувам овие детали за да просведочам како се манифестира милоста Исусова и заштитата Божја. Си реков ќе легнам, бидејќи навистина бев и физички многу уморна, погледнав на часовникот, беше 11:30 ноќта. Само што се покрив, замижав, верувајте ми, некаде длабоко во себе си, како ехо во душата, слушнав некоја опомена која ми вели стани и оди во кујната, нешто гори. И застанав секунда, две, си реков, Боже, што би можело да гори во кујната? Готвам надвор на терасата, меѓутоа ја послушав. Го послушав тој опоменувачки повик беше. И излегов преку спалната соба, имаме една тераса која е заедничка со дневната соба. И практично преку терасата влегов, ја отворив вратата за да влезам во дневната соба. Кога ја отворив вратата, таков чат, такви облаци од смрдеа, од густ чат, се вишеа кон таванот, кон собата, и веќе во истиот момент ми се исплашив, да бидам искрена, во моментот се стаписав од она што го гледав и некаде во далечина низ густата магла гледав дека навистина нешто во кујната гори. И бидејќи се збунив, брзо се вратив во спалната соба и на тихо му велам, го будам нежно да не го исплашам и молам, тихо стани, наместо да му речам да викаме пожарна кола, јас му велам тихо стани, да викнеме брза помош. А тихо само ги отвори очите и ми вели, зошто брза помош, не си добро? И му велам, не брза помош, туку пожарна, гори нешто во кујната. Стана, ја отвори вратата од преку спалната соба и кога влезе во дневната, веќе не можам да објаснам, тоа беше соба полна со концентрација на чат, густ чат, на магла црна која мислам дека секоја пора во станот ја имаш исполнето.
Тихо е многу стабилен во било каква ситуација, се однесува стабилно, без паника. Само памтам дека отиде со молитва, се придвижи во бањата, зеде некоја крпа на влажнета, ја стави на устата и првото на кое се сети го исклучи, ја исклучи струјата, бидејќи на тој начин ја исклучи опасноста од некаква можна ситуација. И брзо се упати во кујната, се проби низ густиот чад со Божја помош и констатиравме дека всушност се запали машината за садови. Некои табли од кујната, од елементите веќе од иверицата гореа. Полека со 2-3-4 кофи вода, тихо успеа да го изгасни огнот. Отворивме широм врати, пенџериња и не знам колку време ми требаше да се совземам што се случи. Кога се погледнавме двајцата веќе, кога почна чадот да излегува од сите можни страни на станот, отворивме врати и пенџериња, целиот стан беше црн. Црн. Знам дека со ногата боса згазнав на паркетот и си го видов стапалото, односно сиот стан беше послан во црно. Летаа некои ситни честички на црна пластика која веројатно заради топлиот воздух се движеше нагоре, ама се тавани, ѕидови, до што постои плахар, предмет, елемент во станот, се беше покриено со црнина, со прашина црна од изгореното. Фала му на Господ Исус Христос. Прашината ја избришавме, станот го исчистивме. Купивме нова машина за садови, материјалното не се оплакува затоа што се средува, се одржува. Меѓутоа му благодарам бескрено на Господ Исус Христос што ми шепна во срцето за да станам, за да се спротивставиме на злото кое што во тој момент предизвика пожар. Бидејќи ако претпоставувам, не знам, не е благодарно да се претпоставува, ако не станев, мислам дека станот ќе се запалеше и Исус не спаси, сигурна сум од некоја смрт која што сатаната се обидуваше да ја фрли врз нас. И јавно му благодарам и му благодарам што ни ги запише имињата во книгата на животот, бидејќи целосно му се предадовме во дух и вистина. Господи Исусе Христе, те молам, заштити ги сите луѓе на овој свет. Дај им дар на вера, зашто само преку вера во Тебе можеме да му угодиме на нашиот Татко Небесен, бидејќи тој рече да те слушаме Тебе. Слава Тебе, Господи Исусе Христе, а ова сведоштво го споделувам за да кажам дека во мноштво ситуации на нашето живење со тихо имаше вакви препреки, но Господ Исус Христос ги трга и не благословува да врвиме напред. Слава Ти, мил Исусе. Амин.